Дури 1/3 или 30% од странските компании се каат што својот капитал го вложиле во Македонија, разочарани од како што велат еден куп административни бариери, како и високото ниво на корупција. Конкретно, дел од германските инвеститори се на чекор своите фабрики да ги преселат во Србија, Тунис и Мароко, односно во земји со ефикасна администрација каде што ќе завршат работа на едноставен начин, а не како што велат да го губат времето по шалтери со денови. Корупцијата и криминалот се оценети со 4,29, правната држава 3,93, социјалната сигурност 3,86. Во државата постојат структури кои се организирани, може да наштетат на одредени инвеститори. Германските компании се жалат на недостиг на стручна работна сила што ја има се помалку. Како причина го наведуваат одливот на кадарот во странство, недоволното практично искуство и знаење како и несоодветното стручно образование. На пазарот на трудот компаниите најтешко доаѓаат до инженери и технички кадар, а најлесно до административен и ефикасен кадар. Се разбира дека имаме слободна конкуренција и во нашиот регион имаме и други земји кои што се подобни за инвестирање, се разбира меѓу нив и Србија, ја имаме и Турција, Тунис, Мароко. Еден од главните проблеми со кои се соочуваат бизнисмените е лошата инфраструктура, како и еден куп дупки по патиштата, посебно во внатрешноста. Последен во низата реагираше и нобеловецот Пол Кругман, кој рече дека клучот за економски развој и привлекување инвеститори е добрата инфраструктура. Патиштата ви се лоши, поправете си ги, рече тој. Инаку, за разлика од Македонија, која лани привлече 512 милиони евра и се најде во друштво на Косово, Црнагора и Босна и Херцеговина, само соседна Србија лани привлече речиси 4 милиарди евра странски капитал. Во последниве 3 години и покрај кризата, тие има на 9 милиарди евра странски инвестиции, додека пак за истиот период во Македонија влегле едва 1 милиарда евра.